Денеска е најважниот дел од репортажата за нашиот престој во Гетеборг со семејството Петровски одиме на натпревар на Софија. Таа победи во четврт финалето, бидејќи се откажа противничката и сега играме со каква противничка? Потешка, полесна? Во смисла на квалитетна игра? Како иде кон завршница се има потешки, нема лесно. Што очекуваш, Софија? Па, очекувам да биде добар меч, да биде... Си играла ли претходно со противничката? Да. И според тебе? И сум играла 3-4 пати со незе и ме има победено сите тие пати, ама овој пат или немам играно надвор, сега овој пат мислам дека може. Да, значи надвор се игра на шљака што велат србите или на земен терен, така ли? Да. Што за тебе значи ово учество? Бидејќи немавме прилика да разговараме со тебе. Онака слободно сега да не те оптеретуваме. Па, многу значи и лани го победив овој турниро и сега пак го играм и добро. Имавме прилика да видиме дел од тренинзите, сега имаш и како би рекле друг тренер кој те учеше специјално за оваа подлага, така ли? Да. Како си задоволна од неговата работа? Па, задоволна сум, добро работи, добар тренер. Како е со училиштето, не прашавме? Сега си која одделение ќе дојде според македонски? Според македонски 6-то сум, а тука сум 5-то. Да, учиш комбинирано и македонски или? Македонски имам 1 час во неделата, во вторник. И другите дена се шведски само. Генерално оваа 2025 како ќе оцениш во поглед на тенисот, на надпреварите кои ги имаше? 6. И 6-та се извинувам. Се некако низ главата ми се врти, 2025 помина успешно, веќе објавивме за некои настани, до сега е 2026 има месец април, 4 месеци поминаа. Од она што имаше можност да учествуваш на надпревари, како си задоволна? Па, задоволна сум, добро задоволна сум. Имав 3-4 пати сега оваа година играв со иста противничка во скоро секој турнир. И неколку пати јас победив, неколку пати она и да. Друго што би кажале, имавме ние прилика да видиме каков е животот во Шведска, нам ни се допадна. Во слободно време, кои се активностите на млада тенисерка како тебе? Некои екстра активности, хоби, после училиште, гледаме и на ги игрорна одиш. Да. Кажи ми нешто за тоа. Па на игрорна одам еднаш во неделата, во недела од 12 до 1:30. И се учиме така настап имаме понекогаш. И да. Во училиштето додатни активности, некои други. Не мора да биде со спортот, дали се посетува како и кој има желба сега. Колку често ти, например, одиш? Нема толку активности во училиштето. После школа? После школа, па тенис и да. Добро. Благодарам, сега малку ти поразговарам и со Тони за природата. Сандарет е тениски клуб што се наоѓа во близина на Борас. Има многу убава природа тука. Се наоѓа на брегот на езеро, се не знам како се вика Вијарет, овде има многу езера, ова е во близината на индустријска зона Вијарет во Борас. И да се стигне сега кога се исклучуваме од автопатот до таму, се вози вака по долината на Века, со неколку населени места, тука има спортски терен за фудбал. И природа вака од сите страни е со шума, како впрочем што е и цела Шведска. Има 3 надворешни терени, сега ги видиме, едни од најдобро вака уредените ние што сме биле, терени што се надвор на земја до сега. И ова е турнир, како што кажавме, со оваа година е 40 години јубилеј.
прв јуниорски турнир што се игра на земја во Шведска. Сега значи пристигнуваме. Близко сме. Да. Треба уште 5-6 минути сме таму. Океј, да ја посакаме среќа на Софија и да се врати дома да го одбрани епитетот шампионот минатата година, така ли? Па, ќе видиме, се надеваме, иако сега има потешки противници претходно, али битно е да одигра само добар меч. Резултатот е некако го оставаме у втор план, само ни е битно да играме добро. Така, благодарам уште еднаш.